Добро утро на сите. Ви благодарам што дојдовте толку рано на овој состанок, како дозволите. Моето воведно обраќање ќе го кажам на македонски заради медиумите. САД Јадранската повелба, почитувани министри за одбрана, почитувани представници на Министерството за одбрана, почитувани амбасадори, аташеа, почитувани представници на медиумите, дами и господа. На самиот почеток, дозволете ми да ви посакам топло добродојде во Република Северна Македонија и се разбира на овој значаен состанок на министри за одбрана на САД Јадранската повелба. Оваа година одбележуваме 20 успешни години на заедничка соработка. Инструмент кој е од клучно значење што ја катализираше трансформативната ера во регионот. Во изминатите 2 децении повелбата се покаже како успешен регионален механизам за јакнење на довербата меѓу земјите членки, но и пошироко. Резултатите од действувањето и соработката се повеќе од видливи и широко препознаени. Во оваа прилика не можам да не ја поздравам и силната поддршка на Соединетите Американски држави, кои беа најсилните мотиватори и поддржувачи на европските и евроатлантските агенди на земјите членки на Јадранската повелба. Би сакала да изразнам благодарност за континуираниот ангажман за зачувување на регионалната стабилност и евроатлантската перспектива на земјите од Западен Балкан. Драги пријатели, гледајќи назад кон нашата заедничка историја, вложените напори во одбранбените реформи, меѓусебната соработка и довербата што изградивме во текот на овие години се всушност темел на нашите денешни успеси. 20 годишното наследство на нашето партнерство е камен темелник на нашата стратешка одбранбена позиција, правејќи ги нашите заеднички напори основа на нашите одбранбени институции. И токму со овој дух мора да продолжиме да одиме напред и на тој начин оваа повелба да остане символ на доверба, просперитет и сложност на сите нејзини земји членки, како и на регионалната заедница. Навраќајќи се на нашите достигнувања во изминатите 2 децении, мора да ги земеме предвид и новите и се посложени предизвици на денешницата. Нашата сила денес лежи во цврстата основа на партнерството и соработката што ги воспоставивме во минатото, позиционирајќи се да се соочиме со иднината со доверба. Предизвиците со кои се соочуваме се големи. Потребна е не само нашата колективна мудрост, туку и цврста посветеност за поттикнување на безбедноста, стабилноста и соработката. Геополитичкиот пейзаж се минува брзо, а заканите со кои се соочуваме се динамични и сложени. Во овие предизвикувачки времиња, императив е да ја препознаеме меѓусебната поврзаност на нашата безбедност. Безбедноста на една нација е суштински поврзана со безбедноста на сите нас. Нашата способност ефективно да одговориме на повеќе сложните предизвици со кои се соочуваме, зависи од нашиот капацитет да создаваме партнерства и поуспешна соработка. Регионалната одбранбена соработка значи градење мостови и создавање заедничка визија за сигурна и просперитетна иднина. Мораме да имаме на ум и тежината на нашата колективна одговорност. Одлуките што ги носиме, стратегиите што ги креираме и соработките што ги поттикнуваме ќе оддекнат многу подалеку од овие зидови. Во единството меѓу нас треба да ја најдеме и силата, а во соработката нашата издржливост. Оваа денешна средба нека биде доказ на нашата заедничка решеност да се движиме во овие предизвикувачки геополитички времења и да излеземе посилни, посигурни и пообединети од било кога досега. Сега е време да се носат одлуки и да се испорачуваат резултати. Оваа година македонското претседавање е централната сила во актуализирањето на ревитализацијата на САД Јадранската повелба, стратешка иницијатива што ја доби нашата едногласна согласност. Овој потфат не е само административен. Тој е катализатор на сите динамични иницијативи, енергични интеракции и интензивирана соработка кои ги подкренуваат нашите колективни одбранбени цели. Посветеноста и напорите вложени во овој амбициозен потфат се за пофалба.
бидејќи тоа ја одразува нашата заедничка посветеност за подигнување на нашиот одбранбен диалог и за зајакнување на нашите оперативни капацитети. На оваа средба, денес во текот на дискусиите, да ја потврдиме нашата решеност, не само да одржуваме, туку и да покажеме иновативност во рамките на оваа иницијатива. Денес ние напредуваме со решителност, подготвени да концепираме и имплементираме пристапи кои ќе ја зајакнат нашата колективна одбрана во годините кои доаѓаат. Успехот на оваа повелба е недвосмислен. 4 од 5 земји членки на иницијативата станаат членки на НАТО алијансата и сега даваат свој придонес во регионалната и колективната безбедност на алијансата. Нашата одговорност денес е да продолжиме со поддршка на патот на останатите земји аспиранти од регионот кон европската и евроатлантската перспектива и да обезбедиме недвосмислена насока во развојот на потврста безбедносна и одбранбена интеракција, оспособена да одговори на поновите предизвици што се надвиснуваат на нашиот регион и пошироко. Почитувани министри, ни предстои целосна и ангажирана агенда и уверена сум дека преку нашите дискусии можеме да откриеме нови сознанија и решенија кои ќе ни помогнат да изградиме попросперитетна и посигурна иднина за сите нас. Ви благодарам.